Традиционално на денот на македонското востание во Народно-ослободителната војна 11 октомври, низ ловиштата во Кочанскиот регион започна ловната сезона за острел на ситен и крупен полезен дивеч. Во ловните терени во Полињата се лови зајак и полска ребица. Овој дивеч се лови и во ридско-планинските терени, со тоа што во нив групи од најмалку 5 ловци може да ловат и дива свиња. По првиот ловен ден впечаток е дека мал број на ловци излегле во ловиштата и дека имале мощен слаб улов, особено на див зајак кој последните години е се помалу броен. Повозрасните ловци велат дека и во ловот повеќе ништо не е исто како некогаш и дека ја нема препознатливата атмосфера и возбуда меѓу ловците. Ние постарите знаеме како се ловеше во минатото, кога целото ловно друштво и целиот терен Кочански беше под него. На времето кога се пуштеше, а тоа ви зборам за уште, да речеме пред 50 години, кога и ја бев помлад, на првиот ловен ден се организираше заеднички лов на сите ловци. И сето тоа што ќе се уловеше, зајци, јаребици, тај ден што се ловеше на лов, ловците носеа во хотелот турист и таму се организираше заедничка ловечка вечера на која дел од ловината што беше уловена и се имаше лотарија. Според се уште неофицијални информации, ловните здруженија на 15 октомври, на денот на изборите, нема да организираат лов со цел низ населените места и ловните терени да не се движат вооружени луѓе. Ловната сезона ќе продолжи на 22 октомври, за кога секој концесионер има определено што и колку може да се лови.